Албанскиот наркобос Флоријан Мусаи во јули 2019 станал македонец од идентитет, го добил името Наум Фила со кое патувал во повеќе држави во Европа и Јужна Америка, открива опозицијата во продолжение на големиот скандал мафија. Ова е втор наркобос за кој ВМРО ДПМН открива дека добил македонски пасош со лажно име по турчинот Серат Пекер. Она што е проблематично е што овој пасош за Мусаи бил дарен додека траела истрагата на МВР за предметот на кој му даде име двојник. МВР во регуларна постапка на 17 јули 2019 година му издала македонски пасош со број C126508 и на шефот на наркокланот Албанија Флоријан Мусаи со позаимен идентитет Наум Фило, роден на 22 јануари 1986 година. За сега за давањето на 215 пасоши со туѓ идентитет осомничени се само 10 лица. Според Николовски, невозможно обичните полициски службеници криминалот да го правеле без знање на своите раководители, директно поставени до Оливер Спасовски. Николовски прашува како било дозволено Серат Пекер да се фотографира за лична карта во Македонија, 4 дена како бил протеран од државата. Зошто никој од МВР нема издадено потерница по ниту еден од овие мафијашки босови? И зошто за злоупотреба паѓаат само ситните риби со цел да се заштитат крупните риби? Одговорот е затоа што мафијата е во врвот на власта. И на крај, зошто МВР не проверува какви банкарски сметки имаат овие луѓе во земјава? Дали се переле пари од страна на овие луѓе? Од опозицијата обвинуваат дека начело на овој криминал стојат највисоките луѓе од власта, а дилема дека МВР може би имало желба да се сокрие овој случај, буди обраќањето на поранешниот министер за внатрешни работи Накет Шулев. Тој вели дека истрагата за овој случај била завршена уште во неговото министерување и прашува зашто се чекало досега. Уште поголема дамка на овој случај фрла изјавата на Спасовски дека не планирале да објават за овој скандал толку рано, туку сакале да чекаат уште малку, но потегот на опозицијата ги забрзал работите. Беше планирана за реализација за неколку дена, кога сите активности ќе беа подготвени заедно со партнерите. Ја забрзавме заради деконспирацијата, не заради настапот на опозицијата. Тоа е, како да кажам, многу, ајде да не употребам лош збор, меѓутоа на крајот од кришта многу лошо е да соопштите дека тие биле тие кои што поттикнале нешто да се случува во државата. Покрај Флоријан Мусаи опозицијата откри докази за уште едно име поврзано со криминал, кој добило македонски пасош со идентитет, а за кој веќе пишуваа медиумите. Станува збор за србинот Стефан Ѓукиќ, кој минатата година бил уапсен во Украина, во обид добија оригинален криминалец, а во себе имал македонски пасош и се представил како македонец од Каце Герги. Министерот Спасовски тврдеше дека Мицковски имал секојдневен контакт со еден од приведените за оваа афера. Николовски пак вели дека последен со кој лидерот на опозицијата комуницирал, а може да е поврзан со скандалот мафија, е премиерот Зоран Заев.